Почитувани присутни, договорот за добро соседство со Република Бугарија, кој го потпиша владата на Зоран Заев, е во спротивност со македонските државни и национални интереси и прави од македонската страна губитник во целиот процес. Социјалдемократскиот сојуз сосема нетактички и непромислено, не почитувајќи ги државните и националните интереси, го склучи договорот со Република Бугарија, без притоа да обезбеди поволна позиција за Република Македонија во повеќе точки од самиот договор. Непосветениот Зоран Заев го представи договорот пред македонската јавност како ситуација во која нема победник, нема ни губитник. По неговите зборови требало да ја гледаме чашата како полуполна. Но всушност, заслепен од власта и омразата кон патриотизмот на сопствениот народ, потпиша договор во кој Република Македонија не е во предност ни во една точка од истиот. Единствената обврска која ја има Република Бугарија, согласно тој договор, во суштина не е никаква обврска. Имено во членот 2, став 2 од договорот за добро соседство стои обврската за Република Бугарија, која гласи: бугарската страна ќе го сподели своето искуство со цел да ја помогне на Република Македонија да ги исполни неопходните критериуми за членство во Европската Унија и ќе ја поддржи Република Македонија за добивање на покана за членство во НАТО, согласно со одветните одлуки од средбите на врвот на НАТО. Во суштина, ова не е никаква новина и ова не е никаква обврска за Република Бугарија, бидејќи нема никаква промена и во досегашниот став на Република Бугарија. Ваков став и досега имаше Бугарија, исто како што имаше и, например, Естонија и Данска. Со овој член од договорот, Бугарија вели дека ќе се согласи со одлуката која што ќе биде донесена од страна на врвот на НАТО. Доколку Зоран Заев сакал да извојува фер позиција за Република Македонија, во договорот требало да ја вклучи пресудата на Меѓународниот суд во Хаг во врска со спорот за името со Грција, во која, според сите норми на меѓународното право, беше пресудено дека Република Македонија може да се приклучи кон НАТО согласно времената спогодба. Со овој член од договорот, Зоран Заев буквално ја обврзал Република Македонија поддршката од Република Бугарија за влез во НАТО да ја добие тогаш кога за тоа ќе добие амин од Грција, односно ќе го смени името на државата по грчки терк. Ова е уште еден пример зошто договорот е штетен и не е во полза на Република Македонија, на незините државни и национални интереси. Ги повикуваме пратениците на Социјалдемократскиот сојуз да не дадат поддршка на договорот кој го потпиша неодговорната влада на Зоран Заев. Има време за коригирање и постапување согласно македонските интереси. ВМРО ДПМН ги подсетува македонските граѓани дека постои начин да се казни Социјалдемократскиот сојуз за ваквиот однос и непочит кон мнозинството граѓани во Република Македонија, а тоа се следните избори во Македонија на 15 октомври, каде што Зоран Заев ќе биде поразен и ќе биде делегитимиран. Ви благодарам.